Почитувани гледачи, добар ден. Ве поздравувам и во новата сезона на емисијата Ваш термин, четврта поред. И се надевам дека и во оваа сезона ќе се дружиме секој понеделник точно во 17:10 и секако ќе се потрудам и во оваа сезона да обработиме доста теми кои што опфаќаат различни области се разбира од проблемите со здравјето. И се надевам дека сето она што ќе го разговараме овде во студиото со моите соговорници, доктори, специјалисти, ќе биде во ваша корист, се со цел навремено вие да откриете дека можеби имате некои од симптомите за кои што ќе говориме во емисиите, а се разбира целта е што навреме да реагирате, да се јавите на лекар, да побарате решение за вашиот проблем. Или пак, ако имате веќе некој проблем со вашето здравје, како правилно да постапите и се разбира да го решите или пак да најдете начин како да се подобри вашата здравствена состојба. Затоа постои оваа емисија и знаете дека ние сме отворена, контактна емисија во живо и ви даваме можност и да се вклучите со ваши прашања, со ваши размислувања и да поставите оние проблемски прашања кои што ги имате до нашите доктори и специјалисти кои што ќе гостуваат и оваа сезона во Ваш термин. Се надевам дека ќе се потрудам што можам од моја страна да издействувам некако да има и некои подароци за вас. Тоа се надевам дека ќе го направам многу скоро, се со цел и вие да имате некој бенефит од сето она што пак и ние го работиме овде. Толку колку за почеток би побарала од режија еден мал джингл, па да се вратиме повторно во студиото за да ја започнеме првата емисија од оваа сезона на Ваш термин. Во денешното прво издание на Ваш термин, со мене во студиото е доктор Маја Милованчева Поповска, која што ни доаѓа од поликлиниката Промедика, која што се наоѓа во центарот на градот. Со неа ќе започнеме првин општо да говориме за уринарниот систем, за проблемите на уринарните патишта, значи кои се тие сите заболувања кои што го опфаќаат уринарниот систем. И секако вие ќе имате и денес можност, оние што еве ќе не следат, ако имаат некој проблем било каков, кој што се однесува на уринарниот систем, значи тука подразбираме бубрези, уринарни патишта и така натаму, може да се јавите и да поставите прашање до доктор Маја, таа секако ќе се обиде да ви даде насока како да постапите за да го решите проблемот. Доктор Маја, да те поздравам и многу ми е драго еве што со тебе ќе го стартувам првото издание во новата сезона на Ваш термин. Добар ден, Виолета, добар ден до сите гледачи на телевизија Сонце. Ние се познаваме веќе неколку години, јас гостувам тука и помагам да се развие свеста за здравјето кај луѓето, затоа што мојата идеја е да се делува секогаш превентивно, колку што може. И се надевам ќе има повторно интерес како што имаше и другите сезони. Прва емисија е сега, можеби не се толку гледачите информирани дека почнуваме, меѓутоа со текот на времето веќе ќе дознаат дека веќе сме почнале со новата сезона и се надевам дека убаво ќе се дружиме. Па ајде вака полека да започнеме со денешната тема, значи да ни објасниш на почеток за уринарниот систем, како е граден, кои се негови делови, каде се поточно сместени и сето она што се подразбира уринарен систем. Под поимот уринарен систем подразбираме систем кој е составен од двата бубрега, кои се наоѓаат од двете страни во слабинскиот дел покрај рбетниот столб, кои се во големина од 10 до 12 сантиметри и од каде излегуваат два уретера или мочните канали кои ја носат урината која се создава во бубрезите доле во бешиката. И тука се собира целата урина во мочното кесе, мочен меор или уровезика, бешика, од каде што пак урината излегува, односно го напушта телото преку еден канал кој се нарекува уретра. Тој е еден. Значи уретер имаме два и имаме една уретра. Системот е така граден да бубрезите работат 24 часа. Значи, постојано тие имаат функција да ја обработуваат, односно пречистуваат крвта
за да може се тоа што е вишок и што се отпадни материи од крвта, од метаболизмот, да излезат од телото, да го напуштат за да останеме здрави. Функциите на бубрезите се неколку. Една од функциите е да ја прочистува крвта од метаболните отпадни материи. Значи, се она што ние го јадеме, се преработува во цревата, во другите органи. Таа крв поминува низ бубрезите, во двата бубрега, кога зборуваме, значи, кои се градени пак од како клопчиња од мали ситни крвни садови. Тоа се капилари тамо и тие по крвта се филтрира. Значи, се она што е вишок од крвта, што не му треба повеќе на организмот, што е веќе искористено, поминува во урината. Тука има повеќе сложени системи кои работат за да се отстранат сите вишок отпадни материи. Тоа е едната функција. Потоа имаме функција на изфрлање на вишокот на течност вода. Бубрезите ако не работат, ако не успеваат добро да ја извршат својата функција и да изфрлат вишокот на вода, тогаш таа вода би се задржувала во телото и се јавуваат отоци. Отоци на нозете, отоци на рацете, отоци на лицето, околу очите. Значи, тоа се тој еденски синдром или отоци што се јавуваат на телото, ако бубрезите престанат, односно не работат во таа функција да ја изфрлуваат, да го вишокот на вода. Но бубрезите имаат и други важни функции за одржување на електролитниот баланс, на ацидобазната равнотежа исто така во организмот. Ацидобазната равнотежа што значи? Ја одржуваат бубрезите киселоста, односно базноста на крвта. За да функционираме ние и сите клетки да функционираат како што треба, потребна е да постои таа една равнотежа, значи ацидобазна равнотежа. Тука главна улога имаат бубрезите заедно со другите органи, како што се и белите дробови. Во бубрезите се создаваат, односно и се излачуваат и хормони и други состојки кои се важни за нормалното функционирање на целиот организам. Например, активната компонента на витаминот Д, кој е важен за забите, за коските, се создава во бубрезите. Тука се создава и еден важен хормон кој е важен за одржување на крвниот притисок. Затоа кажуваме дека крвниот притисок не само од срцето и од кардиоваскуларниот систем. Многу е важна и функцијата на бубрезите за нормалното одржување на крвниот притисок. Тука се лачи, тој се создава и се лачи тој хормон ренин. Така да имаме многу сложена функција која обавуваат повеќе функции, не една, нели, што се обавуваат бубрезите. Затоа при било какво отстапување во функцијата на бубрезите настануваат промени во организмот, значи во целото тело, тука може да дојде до задршка на тие отпадни материи што ги кажавме, до задршка на вишокот на вода, да не се создава еритропоетин, тој е хормонот што е за создавање на црвените крвни зрнца, па се јавува анемија, за слабите коски, рековме витаминот Д што е важен, за да се појави висок крвен притисок. Значи, сите тие симптоми може да се поврзани поради тоа што не работат бубрезите како што треба. Значи, нивната функција, односно функции, се пореметени. Така. Претпоставам дека кога ќе се пореметат тие функции, доаѓаат и проблемите и заболувањата кои што се на уринарниот систем, па кои се најчестите бубрежни болести кои се јавуваат кај пациентите кои што вас ве посетуваат на лекар, се разбира? Бубрезите имаат таква способност да долго време останат иако се оштетени, значи да организмот не ги трпи тие последици. Треба добро да се оштетат и двата бубрега, кога зборуваме, секогаш зборуваме значи за двата бубрега. Да се појават симптомите. Значи, долго време може болестите да одат неприметни. Пациентите воопшто да немаат представа дека нивните бубрези не работат. И дури кога ќе се појават
сериозните оштетувања на бубрезите, кога 2/3 од бубрежното ткиво веќе е оштетено, да се јават тие симптоми, да се појави таа бубрежна слабост и дури тогаш да се јават на доктор. Затоа кажуваме дека добар дел од бубрежните заболувања се тивки убици. Така. Бубрезите се зафатени сами по себе, значи од болести кои се ограничени на бубрезите, но има системски заболувања кои влијаат на бубрезите и тоа се системските заболувања кои ги оштетуваат и двата бубрега. Тука пред се зборуваме за високиот крвен притисок и за шеќерната болест, односно диабетес мелитус тип 2 зборуваме сега, кои ги оштетуваат малите крвни садови во бубрезите, значи зборуваме за двата бубрега, секогаш се двата бубрега зафатени. И тие крвни садови внатре во бубрезите постепено престануваат да ја вршат својата функција на филтрирање на крвта, таа не може добро да се прочисти и се јавуваат симптомите од оштетената, нарушената функција на бубрезите. Значи, пред се станува збор тука за шеќерната болест, значи, и за високиот крвни притисок, како системски заболувања кои ги оштетуваат бубрезите. Така. Што се однесува до бубрежните заболувања кои ги напаѓаат и се примарно, значи од самите бубрези, можеме да ги поделиме во неколку категории. Една од категориите се воспалителните процеси на бубрезите. Воспалителните процеси на бубрезите може да бидат или како пиелонефрит или пиелонефрити, каде што имаме акутен и хроничен. Тоа се воспаленија на бубрег кои се предизвикани од бактерија. Значи, инфекција имаме на бубрегот и тоа се нарекува пиелонефрит. Пиелонефритот најчесто оди како акутен пиелонефрит и зафаќа само еден бубрег. Ако станува збор за зафаќање на двата бубрега, што е многу ретко, тогаш секогаш треба да се бара посебно причина и посебни исследувања за тој пациент, бидејќи многу ретко се јавува да се јави таков пиелонефрит, акутен пиелонефрит на двата бубрега. Кога станува збор за хроничниот пиелонефрит, тогаш веќе постои некаква предиспозиција во самиот бубрег што води до повторно јавување на тој пиелонефрит, односно повторно јавување на тоа воспаление кое е предизвикано од бактериска. Доктор Маја, ми се чини дека имаме гледач, така ми сигнализираат од режија, би можеле да го вклучиме. Добро вечер. Ало? Дали се слушаме? Добро вечер. Повелете. Едно прашање за докторката. Повелете, ве слушаме слободно. Ме интересира вака. Пред 3-4 дена имав големи болки, многу големи болки, каде што на ургентен центар бев однесен, во клинички центар, и сега во моментот носам катетар. Се уште ми ставија катетар и болки имам сега, бев неврологија ништо не ми крика, носел катетарот, пивија таблети, а бев на снимање ми најдоа 9 милиметри тоа камен у бубрегот. Така. И сега моментот имам болки и пијам дома кетонал. Каде да се обратам? Никој ништо не предзема мерки. Бев да се жалам у министерство кај тој тавари таму, тој министерот, не примува таму. Так. А имам големи болки. Значи на урологија у клиничкиот центар е катастрофа. Так. А со големи болки имам сега и со катетар носам. У моментот носам катетар. Не ми кажа кој ќе ми го извади, до кога ќе го носам, како ќе го носам на ургентниот центар. Але да се обратам, ако може докторката да ми каже и од која клиника, ако може да знам, барем дирам таму платно што се вика. Да, значи токму доктор Маја е интернист нефролог, токму за овие проблеми, евеќе и дозволам на нејзе да ви посочи како да пристапите, нели, за да го решите овој проблем. Доктор Маја, што би му
препорачала вие, дали да дојде кај вас себе евентуално? Јас не знам која возраст е пациентот, меѓутоа може да постојат два проблеми. Што ме поставен уринарен катетер, најверојатно имало проблем и во измокрување, односно празнење на бешиката. Тоа се вика ретентна бешика, кога бешиката не може комплетно да се испразни. Разбрав дека има камче од 9 мм. Болките може да постојат од тоа камче кое е од бубрегот тргнато и се движи некаде по патот во тој уретер, значи од бубрегот кон бешиката. Се додека тоа каменче не стигне до бешиката или не се измокри, меѓутоа 9 мм не е така лесно да се измокри камче, може да постојат тие болки. Значи, потребно е да се направи добар ехо преглед, евентуално нативна на рентген, нативна на уринарниот тракт, за да се види каде е тоа камче, ако не може да се види на ехо. Бидејќи ехото е неинвазивна метода и може да се повторува, нема зрачење. Значи, прво е да се направи добар ехо преглед, да се земе крв за крвни анализи и урина, да се провери дали постои воспаление и на бубрегот евентуално. Бидејќи точно е тоа што го зборувавме сега за акутниот пиелонефрит. Може да постои камче, камчето само да води до застој на урина, се јавува бактерија и може да се јави и акутен пиелонефрит кој оди со висока температура, гадење, повраќање и болки. Значи, тоа е редоследот на исследувања што треба да се направат. Ехо, крвни анализи и урина за да се види дали имаме инфекција. Ако постои инфекција, треба да се лекува и со антибиотска терапија, не само со аналгетска терапија и кетонали. И штом е поставен уринарен катетер, значи сега бешиката ќе се празни нормално, ќе имаме празнење, но да се чека, да се види каде е камчето. Дали тоа камче е тргнато, штом се болките, каде е и дали може да се бутне или ќе треба можеби на некој друг начин да се интервенира и да се помогне тоа камче да се извади или да се измокри. Бидејќи нашиот гледач кажа дека е незадоволен од она како нели го истретирале на клиниката за урологија, праша каде може да ве најде, дали може да се јави после емисија па да му оставиме контакт број за да може да закаже евентуално и ве, дали би препорачале да дојде кај вас да... Секако, ако има проблем, може да се договориме и за преглед. Така, значи во Промедика работи доктор Маја, можете да се јавите веднаш после емисија кога ќе заврши, ние се уште ќе бидеме тука, ќе се слушнеме, ќе ви дадеме бројче и ќе се договорите со доктор Маја кога може да се видите, секако за да ви помогне. Доктор Маја, до каде стигнавме ние со разговорот? До проблемите. Акутните пиелонефрити и хроничните пиелонефрити. За хроничните пиелонефрити постои секогаш нешто што ги прави бубрезите погодни да повторно и повторно се јавува некаква инфекција. Најчесто тоа се каменчиња, кои се додека постои каменот може да има инфекција и инфекцијата го создава каменот. Тоа се тие хронични пиелонефрити кои може и лошо некогаш да завршат, да се оштети бубрегот, да треба да дојде до вадење на бубрегот, нефректомија да се направи. Или пак постојат вродени аномалии каде што не дозволуваат да се празни добро бубрегот и постојано во него заостанува урина која представува добро тло за развој на бактериите. Другата група на заболувања кои се воспалителни, ги кажуваме, меѓутоа од друга природа, не се предизвикани од бактерии, тоа се гломерулонефритите. Гломерулонефритите се една голема група, различни се тие по тоа како ги оштетуваат бубрезите. Имаме од најбенигната форма до најмалигна форма, кои завршуваат многу брзо на диализа, рапидно прогресивните гломерулонефрити. Во основа што е? Се работи за имунолошко
условено воспаление на бубрезите. И секогаш станува збор за зафаќање на двата бубрега. Не може да постои гломерулонефрит само на лев или само на десен бубрег. Секогаш се двата бубрега зафатени. За докажување на ова заболување потребно е да се направи ренална биопсија, каде што се зима мал дел од ткивото на бубрегот, од едниот бубрег, се гледа под микроскоп за да ви се види за каков тип на воспаление, односно каков тип на гломерулонефрит станува збор, како да се лекува, колку се напреднати оштетувањата, значи мора да се направи тогаш бубрежна биопсија. Тие гломерулонефрити може исто така долго време да одат и неприметени, да имаме само малку крв во урината, повремено да се појавува плюс-минус на белковини, протеини во наодот на урината, или пак да почнат со појава на отоци околу очите прво, или на рацете, или на стопалата, кои се најчесто утрински, кога пациентот ќе се разбуди па приметува дека има отоци, што не значи дека мора да се работи за гломерулонефрит, значи има и други состојби кои може да дадат такви отоци. И меѓутоа диагнозата е секогаш со ренална биопсија за да може соодветно да се лекува, бидејќи лекувањето кај гломерулонефритите зависи за кој тип на лекување станува збор, за тоа колку се напреднати оштетувањата на самиот бубрег внатре во ткивото бубрежно. Тоа се најчестите воспалителни промени што ги напаѓаат бубрезите. Секако дека една од најчестите причини за која се јавуваат пациентите сепак каменчињата. Каменчињата се една широка група на проблеми што се создаваат кај пациентите што ги имаат, затоа што тие може да бидат од најразличен состав, најчесто се калциумски, во основа секогаш имаме јадро од калциум и потоа може да се наталожат, може да бидат оксалатни, може да бидат уратни, карбонатни, цистински каменчиња исто и струветни. Струветните каменчиња се една група на нефролитијаза, таа каменчиња што се создаваат баш кај пациенти кои имаат и инфекција и камче и инфекција. Тие можат многу брзо да растат, да го зафатат целиот бубрег и тогаш зборуваме за една форма која се создава како корал. И кажуваме дека има коралиформна литијаза. Тогаш најчесто станува збор за метаболно нарушување во организмот. Значи, пореметена е некакво абсорбцијата, ресорбцијата, излачувањето на тие електролити и соли што ги имаме минерали во урината, да тие се таложат во бубрезите. И многу често се случува пациентот да направи каменче и за многу кратко време, за рок од неколку месеци и години, повторно се јави каменче. Иако е претходно и опериран или го измокрил, меѓутоа повторно и повторно се јавуваат каменчиња. Така, значи што е причината што повторно се јавува? Кај оваа состојба, значи, најчесто станува збор за тие метаболни нарушувања, каде што имаме нарушување и во самиот во цревата, има состојби такви, каде што во цревата имаме пореметено абсорбција, односно ресорбција на тие електролити, електроминерали и соли, што се како што се калциумот, витамин Д, може да имаме цистинските, значи тоа се метаболни нарушувања кои може да водат до вакви нарушувања во самиот бубрег да не може да се излачат. Промените се во самиот бубрег да таа pH средината на самата урина не дозволува тие да се исфрлат, туку прави таква средина да тие се таложат, бидејќи во урината нормално се излачуваат. Ние нормално постојано имаме излачување на одредени соли и минерали. И многу често во наодот ќе видите дека има кристали на нешто. Тие кристали, ако урината е поконцентрирана или ако повеќе или постои веќе некакво метаболно оштетување, се таложат
во бубрезите, во тие ситни каналчиња на бубрезите и се создава каменче, се создава нефролитијаза, тоа што го викаме. Ајде за симптомите, горе-доле, додека вие ги кажувавте овие состојби, спомнавте некои од симптомите, меѓутоа генерално да ги повториме, кои се тие сите симптоми кои што посочуваат дека се работи за бубрежни болести, како да ги препознаат нашите гледачи? Симптомите зависат, како што ги спомнувавме сега болестите, значи секое заболување на бубрезите има своји симптоми. Но многу често, еве како што кажа и гледачот, значи се јавува болка. Ако постои камче, камчето може да тргне од горе, од бубрегот и надоле да се движи. Секое камче предизвикува, најчесто е таква големина да многу ретко камчето не предизвикува болка. Не предизвикува болка само ако е заглавено во бубрегот. Често пати имаме пациенти кои немаат никакви болки, а случајно на ехо е видено дека има камче. Затоа што тоа камче е тамо заглавено во бубрежното ткиво, во некој од чашките и не се движи, нема болка. Потоа може да се јави крв во урината. Крв во урината секогаш е знак да се појавите на доктор. Бидејќи може крвта во урината да биде од сосема безазлена некаква причина, нели, бенигна, но може да биде знак и за сериозно заболување. Промена на бојата на урината, како што кажав, значи крвава крв во урината. Промена на мирисот на урината, лош мирис на урината. Потоа многу честа симптоматологија е циститите и воспаленијата на бешиката, кои одат пак со често мокрење, болно мокрење, печење при мокрење, испрекинат млаз, нагон за мокрење, а се измокрува мала количина на урина. Значи, се тоа знаци дека може да станува збор за инфекција на уринарниот систем. Еден од знаците исто е и високиот крвен притисок, затоа што сите овие заболувања, како што се гломерулонефритите, дури и хронични пиелонефрит, може да одат со висок крвен притисок. Високиот крвен притисок може сам по себе да ги оштети бубрезите, но исто така самите бубрези може да се причина за појава на висок крвен притисок. Други знаци се отоците, како што кажав, без да има болка, без никакви други симптоми, едноставно пациентот се буди секој утро со отоци на околу очите, на прстите, може и друга причината. Меѓутоа, треба да се исклучат и бубрезите како причина за појава на тие отоци. Жет, нокно мокрење, значи никтурија. Потоа, ако бубрезите престанат да работат, односно помалку откажуваат во нивната функција, почнува да се јавува бубрежна слабост или бубрежна инсуфициенција, тогаш бубрезите не може да ја концентрираат таа урина. И пациентот има задржано мокрење, не престанува да мокри, може да нема отоци. Меѓутоа, таа урина не е полновредна. Таа не ги излачува сите отровни материи што треба да ги напушти телото. И може да се јави една бела урина, бела прозрачна урина. Нормалната боја на урината е жолта, јасно жолта. А кај овие пациенти, каде што немаме концентрација на урината, се јавува една безбојна, бела урина. Не е жолта, не е јасно жолта. Потоа може да се без јави... Без разлика дали за често на мокрењето или пак не е често? Бидејќи знаеме дека ако не е често, тогаш е поконцентрирана, нели? Да. Секој наутро кога стануваме, урината кога е поконцентрирана, таа е пожолта, може да има посилен мирис, но во обичаени зборувам услови, за нормални за нормални во денот, во текот на денот. Во текот на денот или навечер да се јави исто зачестено мокрење. Зачестеното мокрење навечер се јавува обично или ако постои цистит, значи кај тие пациенти што имаат воспаление на мочното кесе, или пак
може да станува збор за машката популација, особено над 50-та година, кога настануваат промени, односно зголемување на простатата, машката полова жлезда, која се наоѓа под бешиката, и настануваат промени на самиот канал, на уретрата и таа простата, која станува зголемена и пречи да се доиспразни урината од бешиката. И постојано заостанува урина во бешиката, тоа се вика рестурина, и пациентот има зачестено мокрење на помали количини на урина, кое може да се јави, значи, и ноќне, да станува по 2, 3, 4, 5 пати во текот на ноќта, и тоа се нарекува никтурија или ноктурија. Тоа е ноќното мокрење. Ако станува збор за напредната форма на напреднат стадиум на бубрежно оштетување, тогаш може да се јават и симптоми и знаци на бубрежна слабост. Уште на почеток на емисијата спомнав дека долго време бубрезите не покажуваат, значи, дека нешто се случува. Така кај пациентите... Како што се вели, бубрезите се подмолно заболување, може наеднаш да откажат и без никакви симптоми. Точно ли е тоа? Да, затоа што доста од пациентите кои завршиле на диализа воопшто не предпоставувале дека имаат бубрежно засегање, да не кажам заболување, него бубрежно засегање. И тогаш одеднаш доаѓа и му кажувате дека неговите бубрези не работат. А може да имал долго време висок крвен притисок, нерегулиран шеќерна болест. Значи, се тоа заболувања кои може така тивко со години да траат и постепено да ги нарушат функциите на бубрезите. Кога станува збор за таа бубрежна слабост, тамо имаме 5 стадиуми, но да не ги набројуваме сега сите. Пациентите може да чувствуваат лош задов од устата, значи лошо мириса, здивот на уреа, тогаш може да има жолта боја на кожата, по-жолта, затоа што тие едни отрови се таложат во подкожното ткиво. Може да има чешање на кожата и тие пациенти тогаш прават рагади, односно од чешањето самите се повредуваат. Значи може да предизвикаат и чешање? Да, чешање, потоа може да се јави несоница, главоболка може да се јави, да има чувство на гадење, немање апетит, повраќање. Може да се јават срцевите гоби, бидејќи еден електролит, тоа е калиумот, што е многу важен за работата на срцето. Ако бубрезите не работат како што треба, може да настане негово покачување во крвта и да се јави таа хиперкалемија. Значи, има една многу широка палета на симптоми и знаци кои може да се јават при зафаќање на бубрезите. Не ги спомнавме нешто што е многу често, што не мора да даде симптоми, а доста гледачи се јавуваат во претходните емисии за тоа. Тоа се цистите на бубрезите. Да, значи цистите на бубрезите се нешто што доста често се наоѓа. Меѓутоа не се тие нешто опасни, така речено, бидејќи колку што се сеќавам кога сме говориле за нив. Тука станува збор за тоа какви цисти постојат. Да. Тие цисти за кои кажуваме дека не се сериозни, не се опасни, не ги оштетуваат бубрезите, се обичните симплекс цисти кои може да се јават и најчесто се јавуваат кај постарата популација, значи над 50-та година, 60-та, може како случаен наод на ехо да се најде по некоја циста на бубрезите. Тие цисти прво бавно растат и најчесто не дават никакви симптоми. Но за тие цисти треба да се знае дека треба да се следат. Значи, најмалку еднаш на 6 месеци до година дена, таква циста треба да се гледа на ехо, за да се превенира некакво влошување на таа циста во смисол на малигнитет. Затоа што тие цисти најчесто немаат симптоми, не даваат никакви знаци, не се нешто опасно и сериозни. Но,
треба да се внимава да не настане малигнизација. Тоа е најсериозната компликација од тие цисти. За разлика од тие симплекс цисти, значи, постои една друго заболување кој оди со цисти и тоа е многу сериозно, тоа е адултната полицистична бубрежна болест. Значи, таа е меѓу првите 5 причини за да пациентите стигнат на диализа. Тамо има исто неколку форми, но основно е дека случајно се открива на ехо или, например, камче ќе се измокри, и тогаш на ехо се открива дека пациентот има адултна полицистична бубрежна болест. Таа треба да се следи, бидејќи може да оди со појава на каменчиња, може цистите да загнојат, може да крварат. Така. Ајде да имаме гледач да го вклучиме, па ќе продолжиме. Добро вечер. Добро вечер. Повелете. Имам едно прашање. Секако ве слушаме. Тие снимена беше сопругата снимена, речеме, со притисокот, бубрезите, и се откри, речеме, десниот бубрег да има 0,5-6 сантиметри или милиметри, како и мерат докторите, а левиот, речеме, и сантиметар порасна. И бевме на операција. Сега како требаше да се опериса? Ми интересира. Оти бевме Скопје, се опериса, да речеме, од тука од Битола ни велеа левиот, оти тој е поголем, а десниот после. Значи, колку што ве разбирам, едниот бубрек е поголем од другиот, така? Да, цистите. Што е другиот проблем освен големината? 1 сантиметар беше левиот, а десниот речеме 0,67. Големината, значи бубрек. Се опериса, речеме, првата година. Десниот, седне левиот. А ми велеа 6 месеци, оти треба она што е поголемиот бубрек да се изчисте, седне десниот. Значи веќе е направен и оперативен зафат на бубрезите, така? Да, и двата бубрези. Доктор Маја, дали сте сретнале ваков случај? Што е оперирано сега? Јас не разбрав. Да, ма што е вадено од бубрезите? Каменчиња ли се вадени? Дали сте на линија? Да. Еве, доктор Маја сака нешто да ве праша. Да. Дали се вадени каменчиња од бубрезите? Не разбрав. Немаме каменчина, само цистите беа извадени и мислевме да нема, да ме на рака или тие, како и вела. Цисти, значи. И двата бубри, речеме, немаше, речеме, на лошото. Е тоа. Оти ни кажа, оти ние знаевме, оти левиот бубрек се изчисти, оти тој растеше, а десниот помалку растеше. Вака сега, колку што можевме да ве разбереме, во бубрезите имало цисти, така? Да. Добро, ние бидејќи поинаку ве разбиравме дека бубрегот бил помал поголем, значи вие сте ја кажувале димензијата на цистите, така? Во едниот 1 сантим, во другиот половина. Извадени се цистите и на двата бубрега, што потоа сега, така? Ама не исти после година и пол, речеме. Дали во каква состојба е сега вашата сопруга? Мојата сопруга почина, речеме, заради тие грешките. А, почината е веќе, така. Значи, после сето тоа вашата сопруга починала? Да. После оперативниот зафат? Еве пред 4 месеци. Доктор Маја, каде се тука пропустите? Добро ви благодариме што го споделивте вашето искуство. Јас не можев точно да разберам зашто станува збор. Во двата бубрега имало цисти, едната 1 сантим, другата половина, извадени цистите? Цистите кога се толку мали воопшто не се ни вадат. Значи не се оперираат тие цисти. Дури има цисти кои се 8-10 сантиметри, не се оперираат ако не прават проблем. Штом се вадени толку мали цисти, значи постоело сомневање за малигнитет. Затоа што толку мали цисти никој нема да даде индикација, нити хирург да оперира такви мали цисти. За да се оперира, потребно е да постои сомневање и се прават дополнителни исследувања. Се прави магнетна резонанса, се гледаат какви се тие, компјутер ли се прави, тоа одлучува операторот, хирургот, што испитувања се дополнителни потребно за да се... Бидејќи појавата на
Кога зборуваме за карциноми, карциномите на бубрезите не се многу чести. Така. Не се многу чести, но се случува да кога се јави карцином на едниот бубрек, после известно време, иако тој бубрек се оперира и најчесто се прави нефректомија, односно се вади целиот, може да се јави и карцином и на другиот бубрек. Предпоставувам дека за такво нешто, затоа што не разбрав јас точно зашто се случува. Бидејќи немаме многу време, можно е од оперативниот зафат нешто да се искомплицирало? Многу малку информација. Тоа не може толку со можам сигурност да се утврди. Да, ете се, жал ми е што не можеме вака, нели, во толку малку информации, со толку малку информации да констатираме дека тоа е причината за, нели, за жал за смрт на вашата сопруга. Доктор Маја, немаме уште многу време, имаме уште некои 5 минути. Би сакала вака во овие 5 минути некако да им посочиме на нашите гледачи, бидејќи кажавме дека бубрезите се подмолно заболување, може, нели, ништо да не чувствуваш, а да имаш проблем. Што би било добро луѓето како превенција, нели, ајде сега скокнавме многу работи, бидејќи немаме време, ти секогаш убаво така објаснуваш, меѓутоа, нели, времето си тече. Што би било добро секој од нас, ако се сомнева, барем малку, дека нешто не е во ред со работата на неговите бубрези, на колку временски, например, да направи една анализа на урина, што е потребно? Дали само една обична урина би можела да покаже дека има проблем со бубрезите? Или треба некои други испитувања да се направат? Сега влегува во систем законски, системските нели прегледи, така да тоа систематските прегледи, така да тоа е многу позитивно, бидејќи луѓето порано и мислеа, јас немам никаков проблем, нема зошто да идам нели на ништо, доктор. не ми е здрав сум. Така, а сега законот обврзува да се направат. Значи, тие крвни анализи што се прават еднаш годишно е убаво да се направат за да се видат дали има некакво, барем почетно, нарушување. Комплетна крвна слика со урина. Так. Да, тука имаме параметри што ги викаме ние деградациони продукти, тоа се уреата, креатининот, уричната киселина, значи мочната киселина. Потоа се гледа дали постои некаква анемија или нешто друго, затоа што рековме во бубрезите се лачи еритропоетин хормонот. Се гледаат електролитите натриум, калиум, калциум, фосфор кои може да се пореметени кога постои бубрежна слабост. Една обична урина со без уринокултура, значи зборувам за урина со седимент. Уринокултура се прави само по индикација ако веќе имаме сомневање за бактерија, позитивен наод во урината и сомнение и симптоми и знаци за дека станува збор за уринарна инфекција. Значи урина со седимент. Потоа убаво е да се направи и еден ехо преглед за да се види дали прво воопшто пациентот има два бубрега. Многу пациенти не знаат дека се родени со еден бубрег, а со еден бубрег може се живее. Да се функционира така да бидејќи другиот бубрег ја превзема функцијата на тој што недостасува. Да се види дали можеби има веќе некакво почетно оштетување или некоја вродена аномалија или дека постои камче. Значи сето тоа може со ехо прегледот да се види и каква е структурата, значи формата на бубрезите. Сите други исследувања се прават по индикација и се со, например, рентген не мора да се прави ако нема индикација да се слика, односно озрачува пациентот. Друго што треба да се внимава е доволен внес на вода. Секогаш прашуваат колку е тоа доволно сега, нели, колку е тоа здраво или колку е тоа нормално јас да внесувам вода. Генерално тоа зависи од тоа каква е нашата физичка активност, дали работиме на отворено, на сонце, во топла, влажни услови, во суви услови, колку се потиме. Меѓутоа, генералните препораки се да се внесуваат околу 2 литра на течности на ден, од кој 1 литар треба да биде чистата вода. Така. Или пак другото да се надополнува со овошјето, зеленчукот, супите, течните манџи, чорби, сето тоа е дополнителен извор на течности.
Треба да се внимава на внесот на сол. Солта не треба комплетно да се исклучи, Така. туку треба само да се намали. Односно, да не се учиме да досолуваме, иако предходно не сме го пробале јадењето дали ни е на вкус. Бидејќи самите продукти, сите, зеленчукот содржат природно сол, натриум. Потоа треба да се внимава за тие што имаат каменчиња, особено на внесот на белковини. Внесот на белковини исто така треба да биде уравнотежен, значи Така. не треба да биде премногу. Има пациенти и луѓе кои се научени да појадуваат 2 јајца на око, па потоа јадат месо, парче за ручек, па за вечера риба. Значи тоа е премногу внес на белковини, бидејќи белковини имаме и во растителните продукти, меѓутоа и во месото, јајцата, млекото, сирењето, тоа се рибата, тоа се белковини, но белковините ние ги внесуваме и преку граф, леќа, грашок. Значи имаме повеќе извори на белковини. Така да треба една уравнотежена исхрана со доволно внес на минерал, природно, значи да ги внесуваме сите потребни состојки од витамини и минерали. А ако сме веќе на некаква диета, тогаш да внесуваме екстра. Бидејќи многу често се случува, сега сме во мода сите да пиеме некакви витамини, да почнат тие вишок на минерали и сои да се таложат во бубрезите и потоа се создаваат каменчиња. Значи се зима доста калциум, се зима доста витамин Д и потоа имаме проблеми со создавање на каменчиња. Не е добро и претерано да се земаат Точно. некои додатоци заради тоа што може да направат проблем. Во целата таа работа треба да ја вклучиме и физичката активност, која е многу важна за одржување на еден балансиран организам, здравјето. Значи, здравјето зависи не само од тоа што го внесуваме преку уста. Здравјето не влегува преку уста. Подразбира многу работи. Подразбира многу работи. Секако докога зборувавме за високиот крвен притисок и шеќерната болест. Добра регулација на крвниот притисок, добра регулација на шеќерната болест, односно гликемијата во крвта, се заштитните механизми за бубрезите, да не дозволиме еден крвен притисок кој можел да се регулира, а со години останал нерегулиран, да не предизвика потоа пациентот да заврши на дијализа. Значи да заклучиме, бидејќи веќе тука мораме да привршиме, значи доволно внес на вода, течности, меѓутоа најдобро е тоа да биде нели вода, за да можат добро бубрезите да работат, да си одат редовно на контрола, значи да направат една комплетна крвна слика со урина, да се направи еден ехо преглед на бубрезите, за да бидеме сигурни дека се е во ред, за да не изненадат некогаш некои проблеми. Така ли е, доктор Маја, да заклучиме за денес? Да, и да се внимава на пушењето, тоа заборавивме да кажеме, бидејќи пушењето... Секако дека стресот, пушењето и сите тие други фактори допринесуваат за сите заболувања, не само за бубрезите. Ти благодарам за денес, соработката со Промедика во оваа сезона ќе ни биде нели официјална и се надевам дека вие исто како одговорна во Промедика и вашите колеги ќе бидете овде гости во ваш термин повремено за да разговараме за проблемите со здравјето. Благодарам Виолета, благодарам на гледачите што покажа интерес за оваа емисија. Се надевам дека понатаму ќе имаме по-специфични емисии за да може по-конкретни теми за да можеме нели по-детално да образложиме. Ти благодарам уште еднаш, се гледаме во некое следно издание. Почитувани гледачи, ова беше првото издание во четвртата сезона од емисијата Ваш термин. Се надевам дека бевме корисни, ви доставивме интересни информации. Секако се гледаме повторно во понеделник во 17:10. До тогаш останете во убаво расположение и имајте добро здравје.